Го продадов станот во Скопје, со сопругата се повлековме да живееме на викендицата за да може детето да студира на престижен странски факултет со цел да се врати во Македонија да биде со нас, а тие не му ја прегледаа ниту апликацијата. Вака средовечен македонец ни раскажува за искуството што неговиот син го имал при обидот да се вработи во македонското министерство за дворешни работи. Вели дека неговиот син сега работи во странство, заработува одлично и честопати доаѓа во Македонија за да ги види своите родители, но не може да прежали што детето неверојатно за навек се одвоило од родната грудка. Синот, заедно со стотици апликанти на 2 дена пред Нова година конкурирал за едно од 26 работни места отворени во Министерството за дворешни работи што го раководи Никола Димитров. За 26 работни места млади дипломати се пријавиле 819 кандидати. Од нив само на 96 им биле уредни апликациите, односно 723 беа елиминирани од старт, истражуваше во јуни годинава истражувачката репортерска лабораторија Македонија. Министерот Димитров пристапување на функцијата вети дека тој ќе запре со партизација на дипломатијата и ќе наметне професионализам и мерит систем во кој најобразованите ќе бидат на врвот на пирамидата. Резултатите од конкурсот и неговата последна порака на Facebook ги збуни дури и неговите фанови. Напред и нагоре, упорно до крај, да го добиеме ЕУ проектот за чистење и реновирање на куќата. Тогаш уште поупорно. Напиша Димитров на Facebook по повод средба со германски пратеник, но голем дел од јавноста оваа порака ја доживеа како најава за чистка во МНР. Инаку на спорниот конкурс од 819 кандидати, првиот филтер го минале само 96 апликации, а финалниот филтер не го минале ниту 26. Меѓу тие што се одбиени поради така наречени неуредни апликации, има магистранти, докторанти и доктори на науки од престижни светски универзитети, но тие според МНР не ги задоволуваат ниту елементарните услови. Наспроти нив, нови идни македонски дипломати станаа луѓе кои немаат подобри квалификации од огромен број други апликации. За оваа тема досега објаснувања за јавноста не дадоа ниту МНР, ниту министерот Димитров, кој зборувајќи на друга тема, пред само 50 на дена порача дека најважно е сите отворени прашања да не се туркаат под тепих. Никој не сме да биде над законот и дека вообичаениот инстинкт традиционално да ги пикаме под килим скандалите што не ни одговараат, очигледно веќе не функционира. Секое решение на еден проблем почнува со излегување на проблемот на виделина. Во МНР денеска работат Бони Цветановска, Сашка Талевска, Зоја Зердеска, Ѓорѓо Попангелов и Миле Долдуранов, за кои има индиции дека се блиски на структури, блиски на власта, дали по партиска линија во СДСМ, по приватни канали со политичари на власт или како членови на шарената револуција. Наместо доктори на науки, во МНР влегува Сашка Талевска, активист на шарената револуција, позната како поборник за гушкање на градскиот трговски центар во Скопје. Таа, за разлика од огромен број други активисти на движењето, го добила тоа што го посакувала. Бони Цветановска со конкурсот само ја формализирала својата позиција во МНР, затоа што таа од претходно била соработник на екс-државниот секретар Виктор Димовски. Таа сега е важен дел од екипата која што работи со министерот Димитров. Зоја Сердеска е блиска на советник и носител на листа на СДСМ во еден од градовите во внатрешноста. Меѓу шесмината нововработени во МНР е и Ѓорѓо Попангелов, кој освен што е дипломат е и внук на Маријан Попангелов, едно време веде амбасадор во Вашингтон, а сега функционер во директоратот за воневропски прашања во МНР. Неговиот внук сега работи во секторот финансии во министерството. Но хаосот во МНР во однос на непотизмот, партизацијата и можната корупција не се единствените проблеми. Во моментов Министерството се соочува со низа спорови согласно Законот за работни односи, но и за надворешни работи. Со скандалозна систематизација, спротивно на сите интерни државни документи се деградирани амбасадори и друг дипломатски кадар по неколку скалила. Со истата систематизација се унапредени луѓе блиски на министерот и на СДСМ. Од целата пригаза најтажно е што во обид да се спроведе партиски реваншизам кон опозицијата страдаат млади луѓе кои што немаат никаква врска ниту со ВМРО ДПМН, ниту со било која друга партија. Додека доктори по дипломатија и меѓународно право кои се одбиени на конкурсот мораат да заминуваат од земјава, други луѓе со далеку полоши квалификации се вработуваат во МНР. Без желба некогаш да се вратат во земјава која ги школувала и на крајот ги отфрлила затоа што се партиски неподобни.